Анестезија доаѓа од грчкиот збор ан, што значи без, и аестезис, што значи чувство или опојка. Традиционално ја означува состојбата на блокирање на секакво чувство, вклучувајќи го и чувството на болка. Офталмологот доктор Карл Колер или подпрекарот Зигмунд Фройд, наречен Кока-кола, е австријски офталмолог кој во 1884 година го вовел кокаинот како прв анестетик, кој се користел во медицината, најчесто во стоматологијата и офталмологијата. Карл во своите први испитувања за анестетик користел раствори на хлорхидрат и морфиум, но без успех, па затоа тој го воведува кокаинот како анестетик за вршење на медицински интервенции. Но сепак во други студии историски факти пак наоѓаме дека вистинскиот татко на анестезиологијата всушност е стоматологот доктор Хоралс Велс, кој во 1844 година присуствува на забава каде луѓето конзумирале азотен оксид и приметил дека луѓето кои го вдишувале овој газ не изгледале дека страдаат од болка, а често имало скршеници на раце и на нозе, но како што кажавме, луѓето не осеќале болка и продолжувале со забавата. Па затоа тој се одлучува да го употреби азотниот оксид како опојка, тоест анестезија при вршење на стоматолошките процедури, особено при операции. Но сепак во 1845 година тој го демонстрира својот начин на анестезирање со азотен оксид во општата болница во Масачусетс, која завршува со катастрофален неуспех, а тоа е бидејќи азотниот оксид е добар аналгетик и обезбедува добра контрола на болката, но не може да обезбеди целосна анестезија. Следниот на листата доктори кои се занимавале со проучување на делот за обезболување, тоест истражување во делот на анестезија и анестезиологијата, бил исто така анестезиолог, а тоа е доктор Вилијам Мортон, кој во 1845 година спровел операција на отстранување на тумор на врат користејќи така наречена етерска анестезија. Во 1853 година Џон Сноу има аплицирано хлороформ врз кралицата Викторија, кралицата на Обединетото кралство, при незиното породување со незиното 8 дете. Во модерно време постојат повеќе начини на анестезирање, од кој најчесто употребуван е локалниот анестетик во стоматологијата, а тоа е аминоамид. Аминоамид е иначе познат под името лидокаин, кој првпат бил синтетизиран и односно откриен во 1943 година, но бил пуштен во употреба во 1948, односно 1949 година, зависи од податокот. И да, тој анестетик кој се аплицира со шприци и игла, но може да биде во форма на спрејче. Вториот тип е така наречениот нитрооксид, тоест азотен оксид или газ за смеење. Анестезија која се користела уште во 1845 година, која има смирувачки ефект во рок од неколку минути по инхалирање на газот. Третиот тип пак на анестетик е анестетик при свесна седација, каде стоматологот околу 1 час пред интервенцијата ви дава седативи, најчесто во таблетарна форма, кои припаѓаат на групата на диазепами, но може да се искористат и други видови на лекови. Оваа седација ве прави полуспани или полусвесни, но можно и да заспиете, но сепак да бидете доволно комуникативни или да соработувате со стоматологот. Четвртиот тип е метод на целосна седација, тоест успивање каде пациентот потполно спие. Таа се спроведува со инектирање на лекови директно во вашиот крвоток. За овој вид на метод на седација, односно анестезија, е потребна посебна опрема и посебно остручен тим, во кој учествуваат стоматолог, стоматолошки асистент, анестезиолог, медицинска сестра или медицински сестри, бидејќи оваа процедура бара континуирано следење на виталните параметри на пациентот, како што се пулс, притисок, ниво на кислород и друго. Доколку ви се свиѓаше ова видео, ве молам за лайк, шер и subscribe, како на YouTube каналот на AN Dental, така и на Instagram профилот AN Dental Macedonија.